Po 3 години, неколку судски рочишта и многу изгубено време, конечно се надминати сите правни пречки за продолжување на активностите за изградба на клиничката болница во Штип. Главниот изведувач, грчката компанија Интеркат, и подизведувачот Бетон од Штип постигнаа вонсудска спогодба со што градбата на болницата може да продолжи. Постигнатиот договор значи две работи. Прво, ние ќе си ги наплатиме парите согласно планот, за да можеме да ги сервисираме доверителите на Бетон Штип, бидејќи Бетон Штип излезе од стечај, тоа е првиот момент, и вториот момент, ја деблокираме светката, ги повлековме сите судски пријави и стечајни постапки и дадовме шанса проектот да се заврши. Постигнатиот договор меѓу двете компании ги зголеми и очекувањата дека на новиот објект на клиничката болница во Штип за најбрзо време ќе се продолжи со работа. Очекувам веќе од страна на ресорното министерство и од владата да се издвојат средства за продолжување на изградбата на клиничката болница и веќе комплетно завршување на истата, затоа што временските рокови се одамна надминати на штета на граѓаните на општина Штип. Затоа час побрзо, ден побрзо очекуваме од нивна страна да се одобрат финансиски средства. Договорот е активен и нема никаква пречка активностите да продолжат веднаш, бидејќи во буџетот има средства за оваа намена и тие средства треба да се додадат на изведувачот, да се платат ситуациите ако не се доплатени и на тој начин да се продолжи со динамиката согласно предвидениот динамичен план кој е усвоен од надзорниот инженер. Договорот меѓу Интеркат и Бетон е постигнат во вонсудска постапка, а со огромен ангажман и посредство на штипскиот градоначалник Иван Јорданов, кој овде се најде во улога на медијатор меѓу двете компании. Па не би рекол дека јас сум единствен заслужен во оваа цела работа. Како човек кој што живее во Штип, нормално дека ме заинтересира целото прашање и она која што беше пласирано во јавност дека има пречка. Во еден нормален разговор со компанијата Бетон Штип направивме еден исчекор, практично Бетон Штип направи исчекор и дојде до решавање на долгогодишниот спор кој што на некој начин беше една од пречките за изградба на клиничката болница. Новиот објект на клиничката болница во Штип, инвестиција вредна 30 милиони евра, се гради на површина од 34.000 метри квадратни и во неа треба да има 354 легла. Изградбата на болницата започна во 2016 година и првично таа требаше да биде готова до 2018-та, за потоа рокот да се продолжи на 2020 година. Поради пролонгирање на роковите и долгиот застој, Банката на Советот на Европа го повлече кредитот од 13 милиони евра, па пари за изградба сега се обезбедуваат од Министерството за здравство.